Дали се подготвува нешто опасно, страв и светска паника? Масовното појавување на НЛО низ светот и мистериозните инциденти. Дали се случува нешто скриено зад сцената и дали се спрема нешто поголемо во последните неколку децении, сведоштвата за неидентификувани летачки објекти, НЛО, значително се зголемија. Но 2024 година донесе нова ера со појавата на НЛО која стана глобална тема која ги вознемири луѓето од сите делови на светот. Сведоци од различни континенти опишуваат необични светлечки објекти со невообичаени движења над чувствителни локации како нуклеарни централи, воени бази, па дури и урбани средини. Овие настани поттикнаа бројни теории, дебати и шпекулации за нивната природа и намера. Инциденти над чувствителни објекти. Една од најконтроверзните појави е директната поврзаност на НЛО-ата со локации од глобална безбедносна важност. Сведоштвата од воени лица опишуваат случаи каде што НЛО-ата успеале да го угасат системот за лансирање на нуклеарни ракети или да го рестартираат целиот безбедносен системски протокол. Дали е ова вонземска интервенција за спречување катастрофи или тестирање на тајни технологии? Вонземјани или тајна технологија, некои експерти укажуваат дека станува збор за невидена технолошка сила без разлика дали е вонземска или земска и дека е со намера да го контролира нашето оружје за масовно уништување. Масовно појавување во 2024 година. Оваа година донесе бранови сведоштва од луѓе низ целиот свет, од триаголни светлосни формации над Америка и Европа до брзи објекти над Јужна Америка и Азија. Луѓето снимаат сцени што изгледаат како од научно-фантастичен филм. Една од најпопуларните теории е дека НЛО се вонземски летала. Дали станува збор за еволуција на технологијата што ни овозможува подобро да ги забележиме овие појави или за реално зголемување на активностите на неидентификуваните објекти? Притисок за транспарентност во Америка. Во последно време, темата за НЛО станува се поактуелна во Америка. Политичари, судии и активисти бараат целосна транспарентност од владата. Во конгресни сослушувања, високи воени и разузнавачки лица тврдат дека владата поседува информации и физички докази за НЛО кои се уште не се јавно објавени, според нив. Криењето на информации ја нарушува довербата на луѓето и може да ја поткопа националната безбедност. Според овие гласини, се зборува за остатоци од вонземски летала и технологии кои можат драматично да го променат разбирањето за универзумот. Можни теории и објаснувања. Вонземски посетители. Една од најстарите теории е дека НЛО се всушност летала од други цивилизации. Може би станува збор за напредни цивилизации што ги следат нашите активности. Некои експерти велат дека вонземјаните би можеле да ги надгледуваат земските наши технолошки и воени активности, особено кога станува збор за оружје за масовно уништување. Воени тестови. Друга теорија вели дека многу од овие НЛО се всушност тајни воени проекти на големите сили, како Америка, Русија или Кина. Напредните дронови или хиперсонични летала може да бидат погрешно интерпретирани како нешто вонземско. Политичка манипулација и паника или политичка игра. Некои шпекулираат дека ова е начин за одвлекување внимание од реални кризи и проблеми. Политичари и воени лидери би можеле да го користат стравот од НЛО за да го оправдаат зголемувањето на буџетите за одбрана или за да ја одвлечат јавноста од вистинските кризи, како што се економските, социјалните проблеми или дури и да ги припремат за можноста од воен конфликт, како Трета светска војна. Канал Тампес ќе продолжи да ја истражува оваа тема и многу други теми и да ви ги пренесува најновите информации. Што мислите вие, дали НЛО се знак за нешто поголемо или само дел од нашата имагинација? Претплатете се на канал Тампес. За повеќе содржини и не заборавајте да оставите ми се допаѓа и коментар со вашето мислење. Психолошки ефект и масовна хистерија. Со постојаните извештаи на медиумите за НЛО, постои можност за масовна хистерија, каде што луѓето почнуваат да гледаат НЛО, а се вообичаени феномени како дронови, сателити или природни светлосни појави. Некои сметаат дека масовните појави на НЛО се координирана операција за да се создаде глобално чувство на обединување пред непознатото. Тајна програма или хибридна интеракција.
Најконспиративната теорија тврди дека големите сили можеби веќе се во контакт со вонземски цивилизации и соработуваат во тајност. Според ова сценарио, НЛО се само дел од заедничките проекти кои јавноста не смее да ги дознае. Лажна закана за контрола на луѓето. Теоретичарите на заговор предупредуваат дека можеби се спрема лажна вонземска инвазија. Сценарио во кој ќе се искористат НЛО-та како изговор за воспоставување глобален режим за масовна контрола наречен нов светски поредок каде ќе има само една влада и еден ќе управува со светот. Дали се спрема нешто поголемо и поопасно, во контекст на геополитичките тензии, вклучувајќи ја и можноста за Трета светска војна, теориите за НЛО добиваат ново значење. Комбинацијата од се почести инциденти со НЛО и зголемениот политички интерес за темата создава впечаток дека нешто значајно се случува. Некои аналитичари предупредуваат дека ако овие инциденти се дел од стратегија, тогаш може да се користат за оправдување на воени акции или за создавање на глобална паника, во свет со зголемени геополитички тензии. Постои опасност овие инциденти да се користат за манипулација или за оправдување на воени акции. Дали зад овие појави се крие вистинска закана или се работи за манипулација, останува нејасно. Она што е сигурно е дека човештвото никогаш порано не било толку заинтригирано и збунето од непознатото. Додека се шпекулира за вонземски намери, тајни програми или политички игри, вистината останува нејасна. Но едно е сигурно, јавноста е се понетрпелива да дознае што на вистина се крие зад појавите на НЛО и каква е нивната вистинска природа и намера. Што мислите вие? Дали НЛО се знак за нешто поголемо? Оставете коментар со вашето мислење. Канал Тампес ви е благодарен за вашето одвоено драгоено време. Доколку сакате видео на некоја тема, слободно пишете во коментар под видеот, а со тоа му давате и поддршка на каналот, а тоа за каналот значи многу. Канал Тампес ви е благодарен